Блокбастер филмот Опенхаймер се фокусира на работата на американскиот теоретски физичар Роберт Опенхаймер и развојот на атомската бомба. Подготвувајќи се за филмот, режисерот Кристофер Нолан наводно направил некои големи истражувања во квантната физика, како што е проучувањето на материјата и енергијата на најфундаментално ниво, според Калифорнискиот технолошки институт, и има за цел да ги открие својствата и однесувањето на самите градежни блокови на природата. Квантното пресметување во неговото јадро е нова рамка и нов начин да се направат пресметки и да се изведуваат алгоритми. Класичните компјутери работат на битови. Тие може да обработуваат информации со обработка на нули и единици, а тоа се однесува на законите регулирани од класичната физика. Квантните компјутери работат на квантна физика. Наместо да имаат бинарни битови, тие имаат битови кои може да се стават во суперпозиции, што значи дека тие се комбинација на нули и единици во исто време. Тоа значи дека квантниот компјутер има потенцијал да биде експоненцијално побрз и способен да решава проблеми кои никогаш не би можеле да се решат со класичниот компјутер. Ленс вели дека квантната механика веќе ја револуционизирала технологијата на многу начини. Од цврстите дискови во нашите телефони и лаптопи до ласерите и уредите за локација. Оваа нова технологија може да се користи за подобрување на медицината, климатските промени и развојот на побрзите бродови, чамци и авиони кои може да патуваат на подолги рестојанија, вели таа. Во меѓувреме, научниците од IBM и другите технолошки компании исто така работат на изградба на заштитни мерки во нивните системи за заштита од можни идни сајбер напади, како и други потенцијални закани за националната безбедност од квантни компјутерски хакери.